На овој датум во 1789 година роден е Джеймс Фенимор Купер, американски писател. Во делото Кожениот чорап го слика создавањето на првите населби на американската погранична покрајна, борбата со индијанците, прериите, шумите и езерата. Влијаел врз голем број европски писатели на младенски и авантуристички романи. Во 1821 година шпанските колонии Коста Рика, Никарагва, Гватемала, Република и Ел Салвадор се прогласија за независни држави. На денешен ден, во 1822 година, францускиот ориенталист Жан-Франсоа Шамполион успеа прв да ги дешифрира хиероглифите на една плоча најдена во египетското место Решит во 1799 година. Тој утврди дека хиероглифите не се символично, туку фонетско писмо. Овој ден во 1830 година роден е мексиканскиот генерал Хосе Делал Круз Порфирио Диас, председател на Мексико од 1877 до 1880 и од 1884 до 1911 година. Во 1876 година со воен преврат ја освои власта, заведе диктатура подпирајќи се на САД, со што овозможи влез на американски и британски капитал. Големото незадоволство од селаните, но и од буржоазијата, предизвика револуција со која е соборен во 1911 година, пошто емигрираше. На денешен ден во 1852 година во Лондон почина Артур Велзли Велингтон, англиски војсководец и државник, кој војничката слава ја стекна во борбата против Наполеон Бонапарта. Тој прв издаде пораз на Наполеоновата армија кај Ватерло во 1815 година. Во 1864 година во несреќен случај загина англискиот истражувач Џонсон Ханинг Спик. Тој е првиот европјанин кој во август во 1858 година го виде африканското езеро Викторија, тврдејќи дека тоа е изворот на Нил. Пред тоа во јануари истата година заедно со Ричард Бартон, кој ја предводеше експедицијата, го откри езерото Тангањика. На денешен ден во 1894 година во Париз е роден Жан Ренуар, француски филмски режисер, великан на светскиот филм. Ги напиша книгите Ренуар, Татко ми и Мојот живот и моите филмови. Режисер е на филмовите Нана, Кучка, Мадам Бовари, Голема илузија, Марселеза и други. На овој датум во 1904 година роден е италијанскиот крал Умберто II, последен монарх во Италија кој на престолот беше само еден месец. Абдицираше во јуни 1946 година, бидејќи италијанците на референдум се изјаснија за република. Во 1916 година на овој ден во базата на реката Сома во северна Франција, британската армија првпат употреби тенкови во војна. Нападна со 32 тенка во Првата светска војна врз германските позиции и предизвика паника кај германските војници со употребата на ова ново оружје. Во 1963 година во Загреб почина Славко Колар, хрватски писател. Пишуваше раскази, новели, сатирична проза, хуморески, драми и комедии. Од делата познати му се Назад во нафталин, Седум мина во подрум, На своето тело господар и други. На денешен ден пред 35 години во Гевгелија е основано Сдруженијето Светски македонски конгрес, прва и единствена ваква институција регистрирана во целиот свет заради културно, духовно и економско обединување на македонците. За председател беше избран Тодор Петров. На овој датум пред точно 30 години во Скопје на влезот на канцеларијата за врски на САД е поставен нов надпис кој гласи Амбасада на САД, со што формално мисијата на САД во Македонија го означи подигањето на нивото на дипломатските односи на релацијата Вашингтон-Скопје.